Буџетската дупка расте, а владата ја полни со нови задолжувања. Стеснетиот простор меѓународните кредитори ја насочува кон домашниот пазар. До крајот на годинава ќе се задолжи за 502 милиони евра, наместо првично планираните 350 милиони евра. Иако ова не беше предвидено со буџетот, од владата тврда дека се било според плановите и проекциите. Тие се плански, односно проекции што се стават во буџетот, што дават можност на подобра реализација на плановите што се поврзуваат со фискалната стратегија. Инаку, само да ве информирам, пошто поставивте прашање, ние веќе имаме скоро пакет од 600 милиони евра обезбедено по програми на меѓународни финансиски институции. Со поголемото државно задолжување на домашниот пазар, од една страна се пумпа јавниот долг, а од друга се извлекуваат пари кои би завршиле кај компаниите на кои сега им се и повеќе од потребни. Тоа е плански направено за да фискалната консолидација и макроекономските компоненти ги имаме на ниво што и ќе задржат макроекономска стабилност, а во исто време нема да чинат многу за буџетот и всушност ќе повторат, значи со реалокацијата нема зголемување на дефицитот, нема зголемување на расходот. Инаку владата пред 2 недели си донела нова одлука со која ја поништи нејзината претходна одлука и си дозволи поголемо задолжување на домашниот пазар. Инаку јавниот долг на Македонија продолжува да расте и во моментов надминува 8,3 милиарди евра, или речиси 58% од бруто домашниот производ, што е историски рекорд откако постои државата. Во последните 5 години, јавниот долг е зголемен за дури 3 милиарди евра.